Ги прашавме членовите на Seed Business клубот на предприемачи, што највеќе те нервира кај твојот продавач? И дали знаете кој беа одговорите? Најголем дел од нив беа изговори, оправдувања, excuses, инерција, недовршени работи, неупорност при затварање на продажба и така натаму и така натаму. Во суштина, она што може да се заклучи е дека повторно се враќаме нормално на самиот карактер на секој продавач или, јас би рекол, повеќе на пасивноста на самите продавачи. Тоест, јас секогаш се шалам и кажам, во Македонија владее пасивна продажба. Што е разликата помеѓу пасивна и активна продажба? Пасивна продажба. Влегувам во салон за мебел. Добар ден, добар ден. Дали имате столчиња? Имаме. Какви? Еве повелете таму да ги видите. А имате ли од овие црвени? Имаме. А имате ли вакви со дрвени ногерки? Немаме. А на колку рати го давате? На 4 рати. Дали го носите до дома? Го носиме за дополнителни 300 денари. Ви благодарам, фала, многу пријатно. Пријатно. Тоа е процесот генерално во продажбата. Она барем некој искуство е вака јас, кој што сум имал идеи кога одам низ самите продавници, кога шетам и кога гледам. Генерално, каде е тука оската на мок? Каде е контролата во самиот продажен процес? Не е кај продавачот. Туку е кај купувачот. Тој поставува прашање, продавачот е само администратор, односно одговара на самите прашања. Со цел да стекнете контролата во самиот продажен процес, да имате мокта, треба да бидете танго играч, јас се шалам, каде што ќе го земете вашиот купувач и ќе го носите низ процесот на самиот продажен процес и на крајот ќе затворите продажбата. Тоа е активна продажба. Доколку дојдете на нашата работилница, продажна ДНК 2.0, ќе дознаете како да бидете активен продавач, како активно да се вклучите во самиот процес и како да ја превземете контролата и мокта во самиот продажен процес.